Денеска државме состанок на Општинскиот кризен штаб, на кој што дискутиравме за актуелната состојба, за активностите кои ги превземаме за справување со вирусот COVID-19, како и за мерките во престојниот продолжен викенд. Деновиве во општина Прилеп пристигна донација на Министерството за здравство преку Дирекцијата за заштита и спасување, која се состои од 32.000 маски за граѓаните на општина Прилеп. Да напоменам дека во изминатиот период на граѓаните од општина Прилеп им беа поделени околу 80.000 бесплатно заштитни маски во институциите, преку урбаните заедници, во градскиот пазар, на поединци и така натаму. Се додека има потреба, општината ќе дистрибуира бесплатни заштитни маски. Исто така, во текот на вчерашниот ден во општината пристигнаа 200 заштитни одела, скафандери, донација од збратимениот град Дејанг од Народна Република Кина. Изминатиот викенд извршивме генерална дезинфекција на сите улици и згради во нашиот град. А викендов што следува, ќе извршиме и целосна дезинфекција на населените места во општината. Дополнително се известуваат земјоделците сите земјоделски работи во текот на продолжениот викенд да ги извршуваат во периодот од 05 часот наутро до 14 часот, односно до почетокот на полицискиот час. Во склоп на целокупната ситуација со COVID-19, следниот понеделник, 4 мај, од 9 до 14 часот, во просториите на општина Прилеп, на моја иницијатива, ќе биде организирана крводарителска акција во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Во таа насока би сакал да потенцирам дека доброволното дарување на крв е секогаш добра идеја, дури и во услови на пандемија. Има болни на кои нашата крв им е неопходна и не можат и не смеат да чекаат да помине пандемија. Што се однесува до актуелната состојба со коронавирусот во нашата општина, ситуацијата е следна. Денеска има нови 4 случаи на заразени наши сограѓани со коронавирусот, со што вкупната бројка на инфицирани достигна 147. За жал, вчера на клиниката за инфективни болести, 2 наши сограѓани ја изгубија борбата со коронавирусот. Во оваа прилика сакам да изразам најдлабоко сочувство до семејствата на починатите. Меѓутоа, она што охрабрува во целата оваа ситуација е секојдневното зголемување на бројот на излекувани пациенти од COVID-19. Денеска имаме 10 такви случаи, со што вкупниот број на излекувани наши сограѓани изнесува 41. Во самоизолација се наоѓаат 228 наши сограѓани, а во изминатото деноноќие се забележани 2 нарушувања на полицискиот час. Од инфективното одделение од општата болница Борка Талевски во Прилеп хоспитализирани се 18 пациенти, а 15 од нив се позитивни COVID-19, тројца се наоѓаат на одделот за изолација. Почитувани, апелирам во текот на престојниот продолжен првомајски викенд да нема масовно собирање и групирање на граѓаните на затворен и отворен простор, односно по викендиците и изетничките места во општинава. Олабавените мерки од владата да не се злоупотребуваат, а граѓаните да ги искористат за индивидуални прошетки, затоа што опасноста од коронавирусот се уште постои. Но одговорниот пристап на граѓаните и посветеноста на институциите дадоа видливи резултати во справувањето со коронавирусот. Во тоа насока да продолжиме со таквото одговорно и совесно однесување и да го заштитиме нашето здравје и здравјето на нашите најблиски. И на крајот сакам да истакнам дека во знак на солидарност и хуманост ќе примам
минимална плата од 14.500 денари, а останатиот дел ќе го уплатам на сметката Фондот за борба против COVID-19.